Оно што мене многу ме радува и е поддржување на советувалиштето со плюс финансиски средства. Усвоивме програма која од 2023 до 2025 година и оделивме 600.000 денари, 100.000 за ова година, 250 за 2024 и толку исто за 2025 година. Уште кога станав председателка на совет, женските здруженија дојдоа кај мене, имавме еден состанок во кој ми ги посочува голем број на фактите со кои се соочувале години назад за одржливост на едно вакво советувалиште или кризен центар, односно прифатилиште на жени, односно жртви на семејно насилство. Ми кажа дека ми предочија дека секогаш вакви советувалишта или прифатилишта функционираат се додека трајат проекти кои најчесто се финансирани од странски пари, дека би сакале на вистина да имаат помош, континуирана помош од општината. Ова е една моја заложба на целиот состав на совет на општина Куманово, затоа што оваа одлука беше изгласана едногласно. Комисијата, исто на комисијата беше едногласно изгласана одлуката, што значи дека сите советници се свесни во какво време живееме и колку е голема потребата за постоење на едно вакво советувалиште. За жал, советувалиштето постои година и половина, финансирано е повеќе програми, сега додаваме средства како совет на општина Куманово за да се одржи континуитетот, да помогнеме, меѓутоа и голем број на советници за жал не знаеа дека постои советувалиштето година и половина. Кога советниците не знаат, тогаш верувам дека и граѓаните не знаат, затоа е многу битно и на самата седница на совет на општина Куманово реков дека е многу битно популаризација на една ваква институција, не е туку организација која ги развива социјалните услуги. Мислам дека живееме еден период кога многу луѓе се нестабилни и дека целиот тој напор што го доживуваат во животот и гнев го изразуваат преку насилство. Не само на жени, туку има и мажи кои се жртви на семејно насилство, а мислам дека највеќе тоа насилство го чувствуваат децата. Знаеме и булинг во училиште, знаеме и колку е зголемено насилството меѓу луѓето. Живееме во едно модерно време што за жал не дава некои позитивни вредности, морални вредности, меѓутоа ние сме тука како дело од општеството да се погрижиме, берам за локалната заедница да има едно вакво советувалиште, да можат жртвите да се обратат и да примат првични совети како да постапуваат, едноставно да видат дека не се сами. Тоа ми е многу битно затоа што мислам дека жртвите се срамат прво да си признаат, потоа не знаат како каде да одат, мислат дека самото одење во Центар за социјални работи е премногу голем чекор за нив, потоа пријавување во СВР, се двоумат како да постапат, често пати се економски зависни од своите сопрузи, размислуваат за децата, за последиците, за семејството, за срамот и тоа се навистина многу големи трауми што ги преживува жртвата. И едно вакво советувалиште кое ќе биде една мека мерка со која ќе ги посоветуваат што може да направат, како да се соочат со проблемот, кој е патот што треба да го исодат, кои се последиците ако се нафатат да го изодат тој пат, мислам дека апсолутно е потребно за граѓаните на општина Куманово. Инаку советувалиштето функционира на принципот на советување, затоа се вика и советувалиште, и името му го дадовме комфорт зона за жени, бидејќи сакавме жената кога ќе дојде во нашите канцеларии да се чувствува пријатно, сигурно, бидејќи имаме сознание од долгогодишно работење со ваков тип на жени, дека жените се плашат од институциите и поради тоа најчесто е една од причините и зошто не го пријавуваат насилството. Бидејќи во институциите постои некоја бирократија,
несоодветни услови каде што ги примаат жените и кога ќе дојдат кај нас имаме пријатна атмосфера, така да кажам. Значи, советувалиштето ги исполнува сите светски стандарди според Истанбулската конвенција. Значи, ја поминавме и комисијата од Министерството за труд и социјала, со тоа што и советувалиштето е лиценцирано од нивна страна. Значи, ги имаме сите оние услови кои што можеме да ги понудиме на една жена што е жртва на семејно наследство или родово базирано наследство. Во советувалиштето, значи, работи социјална работничка, која што првично ги прифаќа жртвите и со нив прави влезно интервју, каде што се прави една проценка за ризикот по натамошно наследство. Тука е правничката, која со одредени правни совети ги упатува, значи, жените што понатаму, значи, жените мора прво тие да решат што ќе прават понатаму, значи, им се нудат можни решенија, но жртвата е таа која што мора сама да одлучи. Социјалната работничка и правничката исто така ги придружуваат и жените до соодветни институции, за да можат полесно тој процес на пријавување на насилството да го поминат. Исто така во советувалиштето има и психолог, психотерапеут кој што дава одредена психолошка подршка како за жените, така по потреба и за нивните деца, кои што може да бидат и директни учесници во насилството или пак индиректни, само да наблюдуваат. Имаме и кариерна советничка, која што на жените кои што не се вработени им нуди кариерно советување, каде што може на полесен начин да дојдат до работа, стапува во контакти со работодавачи и еве за овој период, за жал само една жена успеавме да ја вработиме на тој начин, се надевам дека во иднина повеќе жени ќе бидат вработени и бизнис заедницата ќе биде повеќе сензитивна за овој проблем и ќе има слух за вработување на вакви жени.